Се зголемува бројот на фирми кои не исплатиле по 1-2 и повеќе плати, изјави директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Можем да кажем дека со податоците кои што ги имаме од 5 октомври, скоро 5000 работодавачи се уште немаат исплатена плата за август месец, додека исто од прилика толка број работодавачи немаат воопшто и поднесено МПН пресметки за да исплатат плата на повеќе од 10.000 работници. Така да повторно се бориме со истите појави и мислам дека само со еден успешен контролен механизам ќе може да се надминуваат овие појави. Освен што доцнат, некои фирми веќе исплаќаат плати кои се под гарантирано минималната. Ние сме поднеле повеќе пати иницијатива за да не може да се случуваат вакви неправедности. Меѓутоа тоа би требало на малку повисоко ниво да го разгледаме и да го пуштиме во собраниска процедура за да нема исплаќање на плати со 1 денар, 5 денари и да се прават континуирани корекции. Лошата статистика и се понеспособното стопанство се тренд кој може да го сопре само државата. Сите проблеми сега се вртат околу струјата и доколку тоа прашање се реши, се би било поинаку, изјави Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи на Македонија. Како конкретна мерка очекуваме дека пред се микро, малите, средните компании, занаечиите дека имаат можност, ние доставивме и барање, имаат можност да бидат тарифирани во тарифа која не влегува во тарифа за индустријска струја, како една конкретна мерка, а потоа исто така и субвенционирање, олеснување или пак блок дотации во однос на електричната или било која енергија. Според сето ова, веројатно денот Д за сите е моментот кога владата ќе го соопшти пакетот мерки и за граѓаните и за стопанството, нешто кое треба да се случи идната недела.